дозволете ми во име на Министерството за одбрана да им посакам искрено добре дојде на новите професионални војници во армијата на Република Северна Македонија. Почитувани нови војници, вие сте првите 100 професионални војници кои што влегуваат во нашата армија по нашето целосно воено интегрирање со НАТО алијансата. За вас тоа е чест, за нас е одговорност. Одговорност да направиме се што треба за да го дадете својот максимум, а за вас чест да бидете еден од 100 кои што успеа да ја помине тешката процедура во која што беа тестирани и вашата здравствена и психолошка спремност, но и вашата физичка подготвеност да одговорите на предизвиците кои што ве очекуваат. Секој од овие чекори и тестови покажа дека сте подготвени и дека сте вистинските луѓе кои сега треба да го почнат процесот на обука, процесот на учење, процесот на прилагодување кон армијата на Република Северна Македонија. Можете да бидете горди дека станувате дел од семејство кое не препознава пол, вера и етничка заедница. Семејство чија основна задача е да даде помош и поддршка на секој наш граѓанин, да ја чува и да ја брани татковината. За да можете да го направите тоа, наша задача е да бидете опремени, да работите во одлични услови, да имате ново и модерно вооружување, да имате плати кои што одговараат на трудот, енергијата и знаењето кои што го вложувате. Тоа беа нашите заеднички приоритети во Министерството за одбрана изминативе 4 години. И навистина се постигна многу. Пред само 4 години, можеби најважната новина беше дали ќе успееме да обезбедиме некоја униформа или пар чизми. Денеска со гордост можеме да кажеме дека секој припадник на армијата има 2 целосни комплети на борбена униформа, чизми, спортска опрема, дека обезбедивме нова алпинистичка опрема, АБХ опрема, балистичка заштита и дека навистина сме влезени сериозно во процес на модернизација на армијата со нови оклопни транспортери, но и со ново модерно вооружување. Пред само неколку дена најавивме дека и во поглед на исхраната сакаме да бидеме поамбициозни. И затоа оваа година прво во лесната пешадиска баталионска група ќе ја започнеме организираната исхрана со еден обезбеден оброк за секој припадник, за да тоа после стане пракса за буквално сите припадници во армијата. Бидете горди и заради тоа што станувате дел од институција која секоја година потврдува дека е институцијата државна која ужива најголемата доверба кај граѓаните. И тоа навистина е огромна чест и огромна обврска за армијата, но обврска и за сите вас кои што влегувате, да придонесете тој имидж да остане таков, тој имидж да продолжи да се подобрува и буквално да бидете секогаш институција број 1 во државата. Сево ова не е добиено на подарок, оваа доверба, оваа поддршка од страна на граѓаните е резултат на сето она што вашите колеги го имаат заслужено со својата работа и со својата посветеност. Беа и се уште се на првата линија за поддршка на своите сограѓани во пандемијата. Неуморно се бореа и со огнените стихии во летните месеци. Беа секаде каде што должноста ги повикува. Од вас, секој ваш старешина и сите ние ќе го очекуваме истото. Убедена сум дека ги поседувате сите квалитети кои што им се припишуваат на вашите постари, поискусни колеги во армијата. Почитувани војници, денеска станувате дел од нешто што е поголемо од сите вас и од сите нас. Од денеска веќе не сме само под заштита и не ги заштитуваме само нашите граѓани, туку сме дел од алијанса која што е навистина безбедносен чадор за повеќе од милијарда луѓе во светот. Нашата држава го зајакна суверенитетот со тоа што стана членка на најмоќната воено-политичка алијанса. Во исто време денеска го зајакнавме и нашиот суверенитет заради тоа што можеме целосно да го контролираме и да ја гарантираме безбедноста на нашето небо како дел од НАТО мисијата за воздушно патролирање. Од денеска секој од нас е помоќен и посигурен заради тоа што со нас стојат 29
сојузници кои исто така се мотивирани и посветени да ја баранат безбедноста на сите земји членки на НАТО. Со нашето членство во НАТО ни се отворија вратите кон еден огромен потенцијал за усовршување во службата, која убедена сум ќе ја искористите и вие, на секое ниво и за секој припадник на армијата. Вие сте НАТО војници. Вие ќе имате прилика да учествувате во многу НАТО обуки, да бидете дел од различни НАТО мисии и да ја покажете истата вештина и истото знаење. Ќе имаме веќе армиски офицери кои дел или целосно ќе го поминат своето школување во највисоките високи школи. Пред само неколку дена објавивме дека нашите питомци ќе имаат шансата да се школуваат на Вест Поинт, најпрестижната воено-образовна институција можеби и во светот. Пред само 2 дена една наша мала екипа тргна да заминува за Норвешка, каде што го продолжува своето образование, а еден од нив ќе биде и инструкторот во тоа воено образование. Ова покажува дека навистина сме еднакви со останатите и дека заеднички ќе го искористиме потенцијалот кој што го дава НАТО. На вчерашната седница на владата ја донесовме и одлуката која што покажува дека армијата и одбраната не се само важни за нашето НАТО членство, туку дека тие се врзани и со нашиот втор државен приоритет, а тоа е членството во Европската Унија. Вчера владата потврди дека Република Северна Македонија ќе се приклучи на една од борбените групи на Европската Унија, која што е дел од заедничката безбедносна и одбранбена политика на Европската Унија, и тоа борбената група која што е лоцирана во Грција, Хелброк, во која што ќе даваме придонес со еден лесен пешадиски вод. Со ова покажуваме дека нашите амбиции не завршија со членството во НАТО, туку дека нашите амбиции се зголемија и дека својот резултат и своето знаење ќе го покажуваме и во рамки на Алијансата, но дека ќе бидеме аргумент плюс и за нашето идно членство во Европската Унија. Ние сме веќе НАТО и сакам тоа да ви биде мотив да бидете уште подобри, попосветени и поамбициозни. Ви честитам на изборот уште еднаш и ви посакувам добре дојде во вашето големо и важно армиско семејство. Честитки!